Здраво, Огнен, пред се добро дојде во Хајп. Се врати пред некој ден од Белград и тоа со ништо помалку ниту повеќе, туку со нова песна. И некако се погоди баш да те искомуницирам додека беше во Белград и некако спонтано испадна интервјуто токму да се случи сега баш ден после песната. Како поминува до сега, кои се твоите впечатоци? Здраво, фала на поканата, пред се поздрав до сите гледачи на Хајп. Како поминува до сега, за сега баш е тази искочена неколку дена се опрашање и задоволен сум, но треба време за да си го најде местото секоја песна, така да ќе видиме, ќе покаже времето, но се надам дека им се допаѓа на слушателите и на гледачите, по коментарите гледам дека се иде како што треба. Така. Пред да почне интервјуто исто ми спомна дека живееш во Белград. Претпоставувам дека соработуваш со музички продуценти од таму. Со кого конкретно соработуваше на оваа песна? Да, моментално сум во Белград веќе 4-ти месец. Таму се преселив. По потреба нормално доаѓам и во Македонија. Пред се Македонија мојата прва љубов ми фали многу, но ете решив да пробам некои нови почетоци во мојата кариера. Така ги нарекувам почетоци, бидејќи се тоа некои нови врати за мене, нови отворени врати, што ќе видиме како ќе се одвиваат. Таму соработам со Милан Милетич, еден од најпопуларните и најдобрите композитори и текстописци во Србија, па и на Балканот и пошироко. И исто така соработам од тука со Димитар Андоновски. Он ја правеше музиката и аранжманот, а текстот е на Милан Милетич. Така. Како сметаш дека македонската публика реагира на македонски артисти кои што нели пеат на српски јазик, конкретно во твојот случај? Па види, поделени се мислењата секогаш. Има некои што го поддржуваат тоа, некои што не го поддржуваат, човека зошто снимаш на српски кога си ти македонец, но едноставно порано баш се објаснував, веќе не се објаснувам, бидејќи како да кажам, Тоше Проевски ќе одам за пример. Тој е еден од најголемите мои идоли во животот мој што постоја, така да Тоше го правеше истото, снимаше и на македонски, и на српски, но не мора значи дека и на мене ќе ми успее како на Тоше. Јас пред се не ќе никој да копирам, си правам јас како што осеќам дека треба. Но ете едноставно веќе решив да не ги делам песните, ако ја правам една верзија ќе биде само српска од таа песна, не ги правам веќе една македонска, една српска, него само една песна, една верзија, така ќе си ги правам за во иднина. Нормално си вадам македонска музика, јас сум си македонец. Роден сум тука, ја сакам најмногу Македонија и не ја давам за ништо, но ете пробувам пак како што кажав да отворам некои нови врати, сакам едноставно да направам балканска кариера, па ако треба да биде ќе видиме, здравје Боже. Така. Баш тоа ќе те прашав зошто, која е причината што одлучиете првенствено да се приселиш во Белград, дали е на подолг или на пократок период? Дали планираш поголемиот дел од кариерата таму да го фокусираш и да музицираш повеќе на српски отколку на македонски? Па види, како викаат, Белград е центарот на Балканот за успех, посебно за нашава музичка струка што имаме ние, посебно за пејачите за што се занимаваме со ова. Така да едноставно ако успеш во Белград, успешен си буквално секаде. Барем така го гледаат не само јас, него повеќето од успешните веќе наречени пејачи, тоа се совети од големи имиња што ми ги давале. Така да едноставно не знам како да ти кажам, јас никогаш не се гледам надвор од Македонија да живеам, бидејќи како што кажав, највеќе сакам Македонија и ми фали моментално овие месеци додека сум таму, но ете давам некоја жртва, пробувам да направам нешто и не знам што да ти кажам, ќе видиме како ќе се одвива времето, но се надевам дека и да направам балканска кариера, јас пак ќе си ја терам од тука од Македонија. А секако дека нека очекуваат гледачите и слушателите и многу македонска музика од мене. Не мора значи дека ако сега сум ја снимил оваа и наредната песна на српски, дека толку не снимам македонски. Така. Колку искуството во Белград и соработките таму ти помогнаа да се изградиш како артист? Искрено многу, да ти кажам право, музичко шоу кога се такмиче во Србија, тоа пред се ми беше едно големо искуство во мојата кариера што ми донесе многу. Понатака веќе ќе го одвојам ќе го одделам од сите пејачи. Единствен што моментално соработувам со него и ми помага и тука е цело време за мене е Саша Ковачевиќ. Баш буквално кога ми искочи песната пред некој ден, само што ја ставив песната ми се јави, иако он веќе го имаше видено и спотот и ја слушаше песната и со негови совети доста тоа ни помогна што има во спотот. Сепак ми се јави да ми честита, да ми даде уште некои совети како сега за следната што да правам и ете, можеби не викам не, сме збореле многу пати на тоа, за во иднина некој дојат
ќе направиме, но тоа како викаат иде природно, не треба да се форсира работата. Ќе го изваме него дека он најмногу ми помага. И ако можеш да направиш разлика помеѓу македонската музичка сцена и соработките таму, мислам тука што се случуваат, и српската музичка сцена и соработките таму, која би била таа разлика? Види, мене ми е многу мило што последнија година и пол, почна да се прават соработки меѓу пеачите, меѓу нас. Иначе претходно, како никој да не сакаше да снима дуети, како пример сега ќе поканам некој од колеги и не ќе, разбираш, секој си гледаше сам за себе, но тоа ме радува што се почнува да се враќаат тие соработки, бидејќи кога мешаш ти публика, пример јас да измешам мојата публика со некој мој колега од македонската естрада, он има негова публика, си моја публика и ги мешаш публиките и те засакува неговата публика, мене ме сака неговата, мојата го сака него, така да тоа ми е драго што се прави и се надевам дека ќе го продолжиме тоа темпо да го работиме. А во Србија веќе они се, како да ги кажам, тоа е за нив нормално. Баш буквално мешаат стилови на музики, некој народњак ќе сними со најпоп пејач, песна, дует ќе направат и не гледаат едноставно дали е некој турбофолкер, дали е поп пејач, дали е кафански пејач, но се мешаат публиките и за тоа име таму кај што име естрадата. Се надевам дека и кај нас се опаметуваме полека дека ќе дојде тоа и баш ми е драго што пак има соработки. Се надевам дека во иднина некоја соработка ќе направам и јас со некој од моите колеги од Македонија. Така. Огнен, потикнуваш од вистинско музичко семејство, почнувајќи од мајка ти, војкото и знаеме сите дека беше Зоран Џорлев. Како тоа влијаеше на твојот музички пат? Види, јас од мојата 6-та година се занимавам со музика. Едноставно тоа ми било во крвта, не е дека моите ме терале, но генетиката ете во мене таква, цела фамилија со музика и влегло и во мене тоа. Свира виолина, па имав некоја повреда на раката, ја скршив и после се префрлив на кларинет, но тоа кратко траеше и завршив со оперско пеење и средно и факултет, тоа дипломирав. Но никогаш не верував дека ќе се занимавам сериозно со поп пеењето и дека ќе правам музичка кариера, поп кариера. Така да ете, така требало да биде, но никогаш не биле моите тие што ме гурале, ме форсирале, ајде ти направи го тоа, баш напротив, само биле поддршка, што сакам јас тоа да видам во животот и тоа да го правам и преблагодарен сум што секогаш било тоа така. Така. А имало ли некој момент каде што си почувствувал баш во тој момент и си рекол да, као музиката ќе биде мојот животен пат? Да, имало и секогаш го имало тоа, но тоа ти викам, никогаш не сум мислел дека со попењето ќе биде тоа мојот животен пат, него баш мислев нешто со класиката, дека музичко кога учев тогаш, кога посебно свира виолина, мислев дека ќе станам некој виолинист, класика да свирам, но не требало да биде така, ете. Пак сум со пењето и поубаво, да ти кажам искрено, 100 пати. Така. Има ли некој момент од детството поврзан со музиката што не можеш никогаш да го заборавиш? Ги има многу, но ете ќе извојам во основно кога бев. Тоа свира виолина и на патронат на школото наше во Гоце Делчев, кај што завршив. Требаше да настапам со една точка на виолина, имав трема како да ќе свирам, не знам, концерт во Борис Трајковски. И ми се потеа рацете, ми се тресе и едва и одсвирев што се вика. Ги има милион такви случаи, но ете извојувам таа. Сега баш ми текна на таа. Така. Кога не си на сцена или во студио, што е тоа што најчесто те исполнува? Времето поминато дома со моите, со фамилијата, со другарите, со најблиските, со пријателите, тоа едноставно највише ми исполнува и сакам едноставно да уживам со нив. Така. А што би сакал публиката да почувствува, да речеме, кога ќе ја слуша твојата музика или слушне конкретно некоја твоја песна? Искрено сакам да ги осеќаат песните и да ги чувствуваат како што ги осеќам и чувствувам јас и како што ги носам песните во моите изведби, со мојата изведба нормално. Така сакам и слушателите и гледачите да го чувствуваат тоа и се надам дека така е. Ако не грешам, ако грешам, поправете ме што да сменам. Така. Како од личен аспект, како би го опишал моментот каде што се наоѓаш сега како личност и како музичар? Од личен аспект како би го опишал? Мислиш како се гледам сега во моментов? Се гледам како е нормален човек пред себе, бидејќи
За мене нема, јас тоа секогаш го кажувам, пример, и најголемата звезда не може да е звезда, пример, да глуми, да се понаша, да не излегува, да не се дружи, да се затвара дома. Го нема тоа кај мене. Јас сум таков човек што еден ден и да станам најголема балканска звезда, пак ќе видам истиот, пак ќе искачам, пак ќе се дружам, ќе видам како што сум, нема да се сменам. Тоа сигурно некој може ќе каже дај Боже да дојде до тоа па да видиме, но тврдам дека ќе видам таков, бидејќи многу ме нервираат тие работи. Така да јас сум еден обичен човек, како што сум позади камерите, така сум и кога се камерите. Така. Што може да очекуваме ета во наредниот период, да речеме од тебе, нови синглови, нови проекти, дали ќе биде тоа на македонски, како што нели зборавме, или на српски, на што ќе се фокусираш во периодов? Наредниот период еве во јули месец очекувајте нова песна од мене со нов спот, ќе биде премиерно изведена на фестивал во Црна Гора. Имав повик од таму од Црна Гора во Тиват Бисер Јадрана се вика фестивалот, таму ќе изведам, но песната ќе биде со спот. Веќе работиме на спотот. Ќе почнеме да го снимаме полека Здравје, тоа е следно, па Здравје крајот на август, почеток на септември нова. Исто тие две се српски песни, бидејќи тие ми се поодамна работени, се ги издавам полека. А Здравје после септември очекувајте македонска песна од мене. Буквално до крајот на година планирам да завршам годината со едно 4-5 извадени песни. Здравје Боже. Како што си тргнал, може следната година и албум да очекуваме? Па да, тоа ми е веќе во план за следна година албум и тоа албумот да искочи буквално цел албум во исти ден, а нека сега да ги делам песните на месец ден една. Така го зацртав сега да биде како една по една, Здравје до година. Еве да не кажам 100%, зашто знаеш како се случуваат некои случаи кога треба да биде, па не може да биде, 99% очекувајте албум. Супер, фала ти, Огнен. Фала и на вас.